Драги мои, добро вечер и добре дојдовте во Ферплей. Ова е наше последно дружење годинава, но и празнично, особено за оние во чии што домови владее божикна атмосфера. Бидејќи празниците, барем според мене, се совршен тајминг за да се потсетиме на убавите страни на животот, затоа и ние денеска ќе се потсетиме на еден од најубавите моменти, но и најголемите успеси кога е во прашање нашата спортска историја. Затоа ве поканувам заедно да уживаме вечерва во спортска маѓа. Пред точно 10 години македонската кошаркарска репрезентација ни го донесе еден од најголемите спортски успеси воедно и радости. И тоа беше една посебна атмосфера, единство на паркетот, но и единство на целиот наш народ кој што навистина навиваше искрено за овие момци, а би рекла сето тоа и вредеше. Од тогаш па наваму овој момент во нашата јавност важи како оној така наречен леле луѓе што направивме, па време е да се потсетиме каква беше тогаш атмосферата, а потоа и со предводникот на оваа златна генерација да се потсетиме на убавите моменти и успеси. Уживајте! Мислам дека тоа на сите нас ни го обележи животот таа година, поготово на нас 12 души што го носевме тој дрес. Ние не отидовме како фаворити, ние отидовме таму во јавноста како дека ќе загубиме, не отидовме како сигурно нешто ќе се случи. Меѓутоа одигравме многу добро. И идеме да се натпреваруваме. Сите сме од крв и месо. Сите играат кошарка, округла е топка. Стварно бевме спремни. Имавме и страшна хемија, бевме една фамилија. Ние ден денес сме кој една голема фамилија со таа цела генерација. Не се предадовме, но идеме да видиме што ќе биде. Не отидовме ние со цел четврто место, него да идеме се надпреваруваме. Got shooters on the floor. Going up, kicks it. Ivlevski penetrates, floats one, for two. Vlado Ivlevski gets the ball screen, gets to the hoop, kicks it. Markada gets inside, skips it. Popovic, long two. Bogdanovic to win the game. He's off. And this was unbelievable. No day one player said, "Hey Sandro, I don't want this, I don't want this." No. I felt the positive energy when the first day I stepped foot there. But he used the clock here. Tchaikovsky wide open, takes it, counted. The 8-point win over Greece. Литванците не очекуваа дека ќе ги тепаме, нема шанса. Мислам сега да им даеш да вратат цела историја, да можат ќе се вратат само на таа утакмица да сменат дека не победиле нас. Делириум, тотален. Ilievski for three! Got it! Vlado Ilievski has made the three-pointer! Ilievski за плига! Што направивме? Леле, што направивме? Најнапред нека Што направивме? Што направивме? Леле! Понад преварите, што ги одигравме посите триумфи. Македонија! Така е, Ватко, имаш право за такво нешто. Радувај се, Македонија! Верувам дека ова буди позитивни емоции кај сите вас кои што не следите. Ова беа сегменти од документарниот филм кој што го сработе Три стар продукција посветен на овој голем успех, а ние вечерва за кошарката и за историјата која што е испишана и чека да биде надмината, би рекла, ќе говориме со човекот кој ги предводеше нашите златни момци кон овој успех. Ќе му посакам добре ден на господинот Марин Докузовски. Добро вечер и добре ни дојдовте во емисијата. Добре најдов, поздрав од гледачите. Сместете се удобно, навистина ми е голема чест што дојдовте, заради тоа што прославуваме убав јубилеј од овој момент. Верували или не, поминаа 10 години од тогаш? Па видите, и ние уште не сме свесни, затоа што тогаш кога се случуваат тие работи, емоциите беа многу испомешани, тогаш надпревар имате
па дочекот што се случи, па порази, па победи. Меѓутоа сега после толку време поминати некако се средија мислите и баш ми е драго што после 10 години се посетивме на овие навистина убави моменти. Да, какво беше чувството со оглед на тоа што оваа недела беа доделени наградите за најуспешните во кошарката изминатата година? Таму се собра речиси целата екипа. Какво беше чувството сите тие луѓе да ги видите повторно на исто место, во ист момент? Па видите, сите овие кошаркари, секој на некој си начин си имаат свој ангажман и многу беше тешко во овие 10 години одеднаш сите да се собереме. Јас сум се среќавал со сите нив, меѓутоа се тоа било поединечно, не било групно и сега многу дојде така со некако ни се вратија емоциите, посакавме да бидеме заедно пак, да дискутираме за некои моменти, за некои ситуации, имаше доста и шеги меѓу нас. Све тоа што се случуваше додека беше во Литванија и се подсетивме на некои моменти, така да многу ми беше драго и на мене и на нив. За 10 години малку и сме остареле, меѓутоа сепак е убаво да се види сето тоа. Точно така, јас слушнав и лично еден момент каде што Тодор Гечевски ви кажа нешто интересно, вие зборувате гласно и тој се врти и вика дали мене ми се обраќате кога ќе кажете нешто, вниманието нели ми го привлекувате. Тоа значи еднаш тренер за секогаш тренер, еднаш авторитет за секогаш авторитет. Видите, авторитетот реално во кошарката, сите тоа го знаат, се прави со знаење. Меѓутоа, знаете како е нашата работа тренерска, треба да раководите со играчите, треба да ги секој има меѓу нив кој има проблем, кој нема проблем, кој одиграл лошо, кој одиграл добро. Вие сте тој што треба да ги водите напред, да ги убедувате. Друга работа е што едно е тренерска работа во клуб, едно е тренерска работа селектор да бидете, затоа што во клубот секако играчите се платени и мора да го слушаат тренерот на некој си начин, а овде веќе е љубов, овде веќе е другарство на некој си начин, затоа што тие преку годината играле, се биле, како да кажам, се измориле, сега доаѓа летен период кога треба да си одмараат со семејствата, и сега им доаѓате вие и треба нив да им викате трчи лево, трчи десно, прави вака, не прави така. И сето тоа малце не, затоа морате вашиот однос да биде малку поразличен од оно што е во, како да кажам, во клупската кошарка кога сте тренер. За да може да функционира, нели? За да може да функционира. И сега затоа вие тука со нив мора некогаш да бидете и да попуштите, некогаш да бидете строг, треба да го процените тој момент. И мислам дека тоа беше еден од клучните моменти што ние успеавме да го направиме во Литванија. Хемија, да, што беше и меѓу вас, меѓу играчите. Хемија, тоа семејство, сето тоа што ние заеднички ги решававме сите проблеми на секој. Значи имаше моменти, не може да кажеме дека сите моменти беа супер, додека траја подготовките. Тоа се мачни моменти. Треба да тренирате летен период. Не е така едноставно, меѓутоа мислам дека сето тоа не сплоти многу повеќе. Имаше и моменти, сега ќе кажам, кога игравме на турнир во Словенија и кога многу лошо игравме. Меѓутоа, тие подготовки беа такви. Ние имавме еден феноменален човек, Сандро Бенкардино, кој што не ги водеше подготовките и тој ми велеше: Марин, не се секирај, гледај, фокус, да се концентрираме на Литванија. Меѓутоа, вие доаѓате тука, имате пресконференција, новинарите ве напаѓаат зашто вака, зашто така, дека лошо игравме. Се посомневавте вие лично во некој момент што ќе правам, како со оваа екипа ќе отпатувам во Литванија? Не, видете да ви кажам, значи екипата, знаете како имаше можеби некои играчи што беа и квалитетни и може и заслужуваа на некој начин да бидат. Меѓутоа, јас се решив да направам едно искуство и една младост. Тие младите да бидат срекни што ќе бидат во тимот, а многу ми беше атмосферата. Оти, ако немате атмосфера, не може ништо да направите. Значи, јас ги бирав и карактерите многу. Тоа беше едно од клучните моменти. Може би имаше замерки на мене што не сум одбрал некој играч, меѓутоа, тоа беше мој избор и мислам дека тука не погрешив. Така да, сите тие моменти, кажувам, бевме многу сплотени и кога не нападнаа тука малци и новинарите, тие не нападнаа, мислам, за лошо, кажаа дека стварно ние лошо игравме, меѓутоа ние уште повеќе се сплотивме, некако ја им кажав, ние сме сами, мора да биде како што треба. И прв момент кој што покажа дека ние одиме напред беше надпреварот во Германија пред Европското, каде што изгубивме
да не кажам за еден кош, меѓутоа одигравме супер. И веќе тука се виде дека ќе одиме ќе се охрабривме. И еден друг момент имаше еден надпревар, игравме во Словенија во Љубљана со Словенија и селектор беше Божидар Маљковиќ, еден од најдобрите тренери во Европа. И тој уште тогаш кажа, јас мислам дека оваа репрезентација ќе биде хит на Што и навистина се случи. 10 години, рековме, вака навиду можеби брзо помина, меѓутоа не се воопшто мал период ако земеме во предвид дека од тогаш наваму ние не сме имале ни приближни, за жал, успеси со нашата репрезентација до овој. Има и една изјава од почитуваниот Желјко Обрадовиќ, кој кажа дека на Македонија веројатно во наредните 50 години, според него, такво нешто нема да и се повтори. Што вие мислите на оваа тема? Па како да кажем, оваа навистина се погоди и за моја среќа, супер генерација, што имав среќа да ја водам оваа генерација. Меѓутоа, мислам дека тука после тоа не се искористи овој момент за да се обнови да се продолжи таа генерација. Многу играчи веќе беа на залез на кариерата, а новите се уште не беа стасани. И требаше, мислам, дека многу повеќе да се инвестира во тие млади играчи, да се инвестира многу повеќе во кошарката во нашата држава, меѓутоа, за жал, не се случи тоа. После тоа имаше квалификации за Олимписки игри, не се успеа, па Европско првенство е нешто со мала несреќа, не се пласиравме понатаму и така сето тоа. Така се редеа коцките, не баш добро за нас. Сега предлагам, бидејќи малку поразговаравме со дел од вашите играчи и со работници воедно, сега веќе и пријатели, нели? Предлагам прво да го слушнеме Предраг Самарџиски што кажа пред нашата камера и како ја прокоментира соработката со Марин Докузовски. Патот ние кои што заедно го поминавме и тие некои емоции кои што заедно ги поделивме, а после тој успех кој за нас беше нешто нестварно, кога видовме колку успеавме да допринесеме за оваа наша нација и колку ги израдувавме сите луѓе околу нас и колку успеавме да во едни тешки моменти се сплотиме сите и мислам дека тоа некако го надмина сето тоа што ние мислевме дека го направивме. Едноставно, пошто ние бевме таму тргнати, не успеавме толку да доживееме таа емоција која што ја доживеавме на крајот кога дојдовме на дочекот. Тоа мислам дека тогаш свативме што направивме. Едни вакви манифестации се многу добро за нас да се видиме после некое време, меѓутоа, еве, она што го доживеав денеска е, некои ги гледам секој ден, некои ги немам видено подолго време, меѓутоа тоа е буквално као и сега да сме таму во Литванија или тие некои европски првенства и квалификации пред. Едноставно, такво другарство не се заборава и тоа е некоја врска што ние ќе имаме и за 20 години да не се видиме, да се видиме пак ќе биде као да не сме да не сме пропустили еден ден. Она што јас ќе го памтам кај Марин е тоа што и тренерот Старков кој не успеа на време да се прилагоди на нас помладите генерации. Меѓутоа, оно што е најбитно, мислам дека тоа го имам кажано милион пати, он не знаеше нас као личности и не третираше као личности, не гледаше само као кошаркари, него точно знаеше кој во каков момент на кој играч како да му пристапи и да го извлече максимумот од него. И тоа е поготово во денешно време за тренери ставаме на права реткост и мислам дека он заради тоа еден од најуспешните македонски тренери затоа што ги знае сите играчи као личности. Да, спортот не може да биде на вистина само бројка и статистика, а за вакви успеси рековме потребен и коректен и вистински однос. Имаше ли некои играчи кои што знаеа сериозно да ви создаваат проблеми, да бидат недисциплинирани, да ви е малку потешко да се разберете со нив? Па видите, во еден тим секогаш има... Мора да има исклучок. Мора да има, така. Не би било право ако... Значи, секогаш мора да имате играчи кои што се малце по... Меѓутоа треба да знаете и со нив како да функционирате. Така да имаше многу ситуации, па јас имав проблеми со кондициониот тренер во врска ќе кажам една анекдота во Охрид на припреми која бевме. Значи беше многу напнато на најтешкиот период, тоа е кога физички се подготвуваат играчите. И се сеќавам некој диџеј дојде во Охрид. И имаше, се знаете, луѓето се на одмор таму и дојде Перо Антич како капитен, вика селекторе може ли да излеземе вечер малце покасно. Да се релаксираме. Да, вика може ли до 1 саат да кажеме. Ја викам не до 1 до 2. И тој беше многу среќен што ете ги пуштам ово. Јас знаев дека после такви тренинзи мора да има еден издувен вентил да малце играчите се релаксираат. Сега можеби у клубска кошарка ја кажав едно, ова е сосема друга работа. И
Ми дојде Сандро и вика, абе не е тоа професионално, вие вика, они не можат да компензираат потоа енергијата, не знам ова, ја му викам, слушај, јас се слагам се со тебе, меѓутоа ние сме македонци, значи овие играчи му објаснувам дека и дека им треба вентил, дека еден ден ќе ги пуштиме, ама вика утре треба да правиме некој тест, викам, не се секирај, викам, ќе го направат тест. Не можат. Добро, викам, може ли јас да ги вратам играчите, вика, од порано? Викам, да, не смеш да им наредиш, ама можеш да ги вратиш ако сакаш. Ако успееш. Ако успееш. И тоа излезе со нив. Рече, ја ќе излезам со нив. И он излезе со нив. Не, јас сум дозволувал на моите помошници секојаш да кажат и они, ако кажат до 5, до 5. Ја никогаш не сум рекол не може до 5. И они се вратија дури са бајлето негде. И доаѓаме на доручек, го гледам он поспан целиот. Што е бе, Сандро? Вика, бе, ова било многу убаво. Му се допадна забавата. И ми беше, он вика, утре, денес вика, нема тренинзи, вика, не можат, вика, играч. Не, викам, јас сум се договорил со нив, ја ги пуштив, меѓутоа ќе ме истрчаат. Ама вика, не можете, бе, добро. Играчите така истрча во норма, што он не можеше 2 дена да се свести. Рече, ова не сум го видел до сега. Ја му викам, тоа сме ние. Таков ни е карактерот. Значи, ние ги пушташ играчите, ама после се договараш со нив збор си е збор. И тоа така ќе биде. И тоа така ќе биде. И од тога што они уште повеќе со него и се сплотија, и он со нас. И така настана таа хемија. Сакам да кажам дека ме прашавте и за проблеми. Значи, не може да има моменти кога мора вие, иначе тука мислам дека ќе дојдеш и до некој проблем ако не ги пуштев, пак подобро некојаш психолошки да ги растеретите играчите, пак ќе го надополниме тоа на друг начин. Добро, разговаравме малку и со Војдан. Тој даде интересен коментар околу тоа што знае да ве изнервира, односно што знаело, па предлагам да слушнем. Марин е многу добар тренер, многу добро ја позна кошарката, баш многу. Значи, јас кога почнав да он бев млад и не ни покушавав нешто да пробам да го преварам дека ги знае сите фори, све знае. Значи, строг е многу, захтеван е многу, ама е многу праведен. Знаел ли некој пат многу да се налути, да вика, тешко да му падне некој пораз и да биде онака, не знам, непријатно дури во сооблекувана? Па се љути многу, да, посебно ако забориш акција и ако не играш одбрана. Ако не играш одбрана, мислам дека нема ни да се утимке некој. Дали му е жал зашто не водел Евролига екипа, дека ја мислам дека има големи квалитети да тоа да го направи. Добро, имаме две нешта да прокоментираме. Прво за заборавање што треба да се направи на терен и неиграње добро одбрана. Вистина е ова? Да. Тој тие работи не ги простувате. Повеќе за одбрана. Повеќе за одбрана? Да. Значи кај мене играч што нема да видите во напад, секој може да игра и може да секој сака да погоди. И може да имате ден, може да немате ден. Да не ви оди денеска и нема да дадете кош. Ама во одбрана треба да имате желба. А таа желба, значи ако имате желба, вие ќе играте одбрана. Така да јас одбрана не можам да простам некој ако не сака да игра. И на крај крајева сите победи и ние во Литванија што ги направивме победите беа со наша игра во одбрана. Ние примавме многу малку кошеви на тие надпревари по 60 и нешто што за европско првенство навистина е супер. Добро. Во интерес на времето имаме уште еден коментар, ќе го слушнеме и него за потоа да го заокружиме разговорот. Може. Секако дека е голема чест признанието. Јас кажав и кога се обратив до присутните дека таа награда е една обврска да се презентира македонската кошарка во Европа и во светот. Марин Докузовски е најуспешниот македонски тренер можеби на сите времиња и имал големо влијание во мојот развој како личност и како тренер, бидејќи ми беше тренер долг низ години во работнички кога бев играч и голем дел од искуствата во тренажниот процес, во водењето на надпреварите ги имам во себе токму заради Марин Докузовски. Неговиот кошаркарски квалитет како тренер сите го знаат, но можеби не знаат дека тој влиел на мојот кошаркарски развој
и секогаш мислам дека треба да се истакне во развојот на една личност кога некој ќе има одредено влијание. Така да тоа е во мојот случај и сум му благодарен за тоа. Да, ова беше само коментар практично за вашата работа. Само да се надоврзам, има ли некој кој што вие лично сметате дека во овој момент би бил совршен или одличен предводник на нашата репрезентација, кој што би можел да донесе сериозни меѓународни успеси? Па видите сега во моментот е тренер, селектор е Бајич, тренерот на Икокеа. Неблагодарно е јас како тренер да зборувам за мои колеги. Во моментов се случува кај нас една смена на генерација и се тоа треба да се истрае, без разлика кој и да биде. Мислам дека во моментов, да бидеме реални, не може да очекувате некој да дојде со чаробно стапче и да направи нешто многу голем резултат. Меѓутоа, тоа е една стратегија, тоа треба да трае со повеќе години, треба да федерацијата да еве јас ќе кажам моето мислење, воведе федерацијата да има двајца македонци да мора да бидат во петорката, за да морат да играат, за да станат играчи, нели? Меѓутоа, јас сметам дека треба тоа да се ограничи и со возраст. Например, во почетокот нека биде 23 години, па после да се намалува по 2 години, затоа што во моментов навистина немаме доволно млади играчи кои што, мислам, треба да им се даде шанса, ама да бидат млади, а не да бидат двајца македонци кои би сега да е над 35 години, мислам, зборам за репрезентацијата. Ве разбирам. Тие веќе завршиле со репрезентативниот циклус. Така да затоа мислам дека тоа треба да се помести и да исчекаме 2-3 години, 4, а мислам дека имаме одлична перспектива, имаме одлични млади играчи и дека било кој да има Македонија и добри тренери, не знам, нека биде и Бајич, нека биде и некој, може да биде и било кој наш тренер, меѓутоа треба едно трпение, треба да му се даде малце време за да тоа го направи, затоа што само со назначување на селектор нема тој чорно стапче. Ја затоа кажав и преска и моја среќа било што сум се погодил во една одлична генерација. Така е. Многу ми е драго што се потсетивме на сите убави нешта, нека биде ова мотив за сите спортисти, не само за кошаркарите, за идни успеси. Ќе го заокружам разговорот со оглед на тоа што сме во таков дел од годината. Ќе ве прашам како вие ќе си ги поминете празниците, има ли нешто што во следната година ви е голема желба да ви се исполни, а досега можеби не ви се исполнил? Па видите, како подминуваат годините, секој човек прво што си пожелува здравје. Посакувам нормално здравје на мене, на моето семејство и на сите и љубители на кошарката и на целиот македонски народ и да им ја честитам новата година и да им посакувам све најдобро да им се случува. Многу подобра година и да заврши оваа пандемија, веќе ова корона. Да се вратиме на нашиот стар начин на функционирање. Ви благодарам уште еднаш многу, ви посакувам да биде така, имајте добро здравје и да се гледаме за убавите емисии колаш. Благодарам. Ви благодарам многу. Беше тоа господинот Марин Докузовски, со кој што се потсетивме на еден од најубавите моменти во нашата спортска историја. Ние ќе одиме директно на паркетот, но пред тоа ќе направиме една кратка пауза и ќе ги погледнеме рекламите. Вие сте заедно со новото издание на Fairplay, кое што овој пат е посветено на кошарката, па решивме да одиме директно на паркетот. Овој пат се дружиме со еден голем кошаркарски фан и човек кај што вообичаено јавните личности одат на гости да шутираат слободни фрлања. Овој пат ги заменивме улогите, а вие сега ќе видите како си поминав. На кошаркарски терен заедно со човекот кој што верувам дека љубителите на кошарката многу добро го знаат. Со мене е Никола Митрески или познат како Никлеман на YouTube и верувам ги знаете слободни фрлања. Никола, здраво. Здраво. Како си? Супер. Дојдовме, ајде да речам, јас сум на твој терен сега. Малку да објасниме за нашите гледачи од каде ти поврзаноста со кошарката, од кога сакаш и следиш кошарка? Така, следам кошарка од многу мал. Првиот допир со кошарката веројатно ми е филмот Space Jam со Майкл Џордан, кога татко ми мајка ме однесува во кино да го гледам и ми кажуваат они дека после филмот позади платното сум го барал Майкл Џордан.
почнав да тренирам кошарка од своја 7 година, се до 16-17 годишна возраст. Правев 2 години пауза, па почнав да судам кошарка. Моментално сум активен се уште судија во Македонската кошаркарска лига. За кога навиваш, која ти е омилена кошаркарска екипа? Од Македонија не смеам да кажам никој, ќе кажам ни една, бидејќи се судам, од НБА го носиш дресот, Лос Анџелес Лейкерс. Ова е негов дрес инаку, кој што така ферски за ова снимање го поземив, значи си ги следиш и си ги сакаш нив најмногу. Да, Лос Анџелес Лейкерс од почеток. Добро. Како се сети и за самото име, а и за концептот каде што наши познати личности, поголемиот дел се поврзани со кошарката, некои не се, доаѓаат кај тебе да ги преслушаш колку се прецизни. Така. Па повеќето може да кажам дека ги преслушав. Мислам дека имам позитивен ефект, ама имаше многу добри изведувачи на слободни фрлања и меѓу нашите познати личности, па макар и оние што не се занимаваат со кошарка. Да, изненадија. Што сме мислеле дека од каде знаат кошарка, на пример Тино Костадиновски, ќе го поздравам, актерот во театар комедија. Најуспешниот кошаркар меѓу актерите за сега. Ме преслуша, реално ме преслуша на домашен терен. Преку рака. Зошто бев најак? Ради слаба конкуренција стекнува. Ник Леман заедно со диџеј Гоце, така, направи една многу убава песна која нашите гледачи ќе ја слушнат, поврзана е со нашата специјална олимпијада, така? Кој беше иницијатор на ова твоја, лично ли беше желбата? Иницијатори беа организаторите од специјална олимпијада, секако да ги поздравам Драган Караджовски и Јана Зафирова. Ме контактира, јас дечките од специјална олимпијада, кошаркарскиот тим ги знам од многу одамна, кога почнав да судам и имам судено на истите, значи прекрасни дечки, секогаш сме се поменували убаво. Одлично, да. Кошарка играме одлично и футбол, атлетика и бадминтон најбитно. Тука сме за да се дружиме во победа и пораз, ние рака ќе си пружиме. Донеси храброст, земи си радост, со убави моменти да е полна твојата младост. Гордост македонска се нашите атлети, даваат максимум на надпреварно и на тренинг. Тренер е нашиот пере, црта акции не советува, никад не се дере. Миро после скокот одма оди на лоу пост, а до трча контра ја не го прави блокот. Виктор е плей, а двојка игра Горјан. Дупли паси глеј, степ бек тројка. Лос Анџелес сребро, Абу Даби бронза. Во 2023 ќе се тресе Берлин, поздрав. Дозволи ми да победам, а ако не можам, дозволи ми да бидам храбар во обидот. Зошто да се обидеше поважно и нормално, играме одлично. Дозволи ми да победам, а ако не можам, дозволи ми да бидам храбар во обидот. Зошто да се обидеше поважно и нормално, играме одлично. Оваа година одбележуваме убав јубилеј од можеби најсветлиот момент во историјата за македонската кошарка. Ме интересира какви се твоите спомени од времето кога бевме четврти во Литванија. Се сеќаваш ли како и каде ги следеше тие надпревари, како реагираше на успесите на нашите кошаркари? Да, секако. Ја немав таа среќа да присуствувам во Литванија. Знам дека за малку го пропуштивме летот, кој требаше да оди на Македонија, Грузија, чартер лет. Ја задржи топката, не, тука нема фаул. Може би на друг надпревар, 2-3, тројка! Онаа тројка легендарна на Владо Илиевски, нема кој не памти кај бил во моментот. Значи да, од дома ги следевме фамилиарно на преварите, после тоа целото мало ечеше од вувузели и слично. Славијата нели се пренесе на плоштад. Македонија сака победа. Јас мислам дека е време да видиме како тебе ќе ти одат чутивите, таму ќе добиеш и некои интересни прашања, може. Ајде да се загрееме. Стремени дали даваш се од себе, зашто златниот медал свети поразлично од сребрен. Кој е сребрен ти? Кој е во моментов најдобар поентер во домашната кошаркарска лига? Тешко прашање, бога ми. Не сум сигурен дали знам точно. Од МЗТ Скопје, веројатно Дамјан Стојановски е тука негде на врвот.
Ќе кажам дека е некој странски играч, сигурно. Мислам дека Крстеич од ФНП, дека Стефан Крстеич од ФНП, дека е меѓу водечките стрелци и можно е од ТФ-та некој од странските играчи. Добро отвараме. Кој има најголем број на освоени титули во NBA? Во NBA лигата моментално е интересно што има две екипи со по ист број на титули. Значи во целата историја. Бостон Селтикс и Лос Анџелес Лейкерс со по 17 титули. Познато ни е дека Шпанија е секогаш тежок кошаркарски ривал, како за сите, така и за Македонија. На нашата, би рекла, историско такмица, односно надпревар што го игравме на европско, кој беше тој што најмногу ги наполни нашите мрежи, односно нашиот кош? Тоа е еден така низок дечко, брз, со брада црн, Хуан Карлос Наваро. Опасен многу, да. Опасен, тројкаш, невиден. Значи, даде сигурно 7-8 тројки и буквално и изјави од нашите кошаркари дека Наваро таа утакмица и со нога да шутнеше дека ќе погодеше. Вистина така беше тоа. Како мене, вака нешто слично шокираше. Дали може за нашите гледачи, посебно за тие што не следат кошарка, убаво фино да ни објасниш лична грешка кога се суди? Лична грешка во кошарка е фаул, народски познато. Се суди кога дали одбранбен или играч во напад ќе направи нелегален контакт со другиот играч. Например, ако оди играчот на двочекор за да постигне поени, доколку имаме удар по рака од дефанзивниот играч, тогаш судијата досудува лична грешка. 4 од 4. И уште едно прашање, поврзано со вечното дерби меѓу Работнички и МЗТ. Кое е твое омилено од сите тие пеколни пресметки кои што си имал прилика до сега да ги гледаш? Па се надам дека во иднина ќе имам и чест да го судам тоа дерби меѓу МЗТ и Работнички. Ај може да биде така? Да, за некоја година. Порано многу следев, значи одев кога тренирав, поготово во МЗТ имам тренирано, многу безброј надпревари имам проследено во старата сала Јане Самдански и Лименката, општо позната. Така да таму имаше често пати, секогаш кога доаѓаше Работнички на гости, тоа беше пекол. Ако надпреварот беше во 20 часот, ние одевме уште во 17 часот. Значи за да фатиме место, пресметките меѓу Джоле Војновиќ, меѓу Књазев, меѓу Африка со Тони Симич, со Диме Тасовски, значи беа празник за кошарката во Македонија. Јас сум Никлеман, вие гледате Fair Play, шутираме ко Стеф Кари, а не како Ален Рей. Секоја сабота на Телма со Јана, најдобрата емисија на најдобриот канал. Благодарам уште еднаш и на Никлеман, а ова беше се во последното наше дружење за оваа година. Затоа на крајот ќе посакам и до година да имаме сериозни спортски успеси вредни за споделување во нашата емисија. Вам ќе ви се заблагодарам што сте вистински спортски фанови и ќе ве потсетам, не заборавајте да употребувате ферплей во сите сфери во вашето функционирање едноставно во секојдневието. Ви посакувам да имате пред се добро здравје и само убави нешта во следната година, да си ги поминете на најдобар можен начин празниците и да уживате заедно со програмата на телевизија Телма. Се гледаме во новата година.